Најавена реконструкција на владата, опозицијата обвинува лице осудено на условна казна ќе раководи со ресорот за добро владење. Според СДСМ, Димитар Димовски, секретар за јавни политики и лице осомничено во неколку случаи, ќе биде дел од владиниот кабинет. Од опозицијата велат, реконструкцијата е само театар, а во суштина ништо не се менува. Освен бизнис партнер на Мицковски и дел од бизнис мрежата, Димитар Димовски е и условно осуден во случајот Топлик за продажба на државно земјиште во Сончев град во Сопиште. Бил и помеѓу обвинетите и за случајот Шпански скали, поврзан со криминалниот проект Скопје 2014. Премиерот пак негира дека е договорено Димитар Димовски да биде задолжен за ресорот за добро владење. Обвини дека Димовски, како и многумина други членови на ВМРО ДПМН, поминатото биле прогонувани од СДСМ и специјалното јавно обвинителство, кое според Мицковски работело по налог на тогашната владеачка гарнитура. Прво, јас никаде не кажав кој ќе биде тој кој што ќе го управува делот за добро владење. Реков како што имаме секретар кој што врши мониторинг на реализацијата на програмата на владата, ќе имаме и секретар кој што ќе биде заложен за добро владење. Тоа не значи дека ќе биде истото лице и нема да биде истото лице. За 13 јули собранието ја закажа седмицата за реконструкција на владата. Предлогот за кадровски измени, потпишан од премиерот, денеска беше доставен до законодавниот дом. Според предложените измени, владата треба да добие 8 нови министри.